Да збориме. Ајде. Твојата фабула е толку информативна што во крајна консеквенција ќе биде апсурдно да се дискутира за мобилните прашања. Многу елоквентен овој колега мој. Начитан. Ми смо спремни. Ајде, дечки, треба да си идеме. За една информација да биде пренесена на гледачите како што е ред, неопходно е таа да биде во живо и од лице место на настанот додека тој е актуелен, така ли, Александар? Апсолутно, како новинари оваа година, како и минатата, имавме одлична можност да патуваме практично секаде каде што има некој интересен настан или да го пренесеме тоа на гледачите на телевизија Нова. Предизвик на секој новинар, а предизвик и на секоја телевизија е да биде на местото каде што се случуваат настаните, затоа и телевизија Нова во изминатата година беше насекаде во светот. Бевме во Лондон, во Брисел, во Истанбул, во Виена, Берлин, Атина, Рим, Бразил, Москва. Практично ТВ Нова во сите светски центри и на сите важни настани. Во оваа емисија ќе пробаме да направиме една ретроспектива каде се бевме, зашто ви известувавме. Отворено студио, ТВ Нова во светот. Првите вклучувања ги имавме уште на новогодишната ноќ. Париз, Виена, Истанбул, се европските градови од каде во живо известуваше телевизија Нова. Главната цел ни беше да ве потсетиме зашто 2016 година во меморијата на французите ќе биде запаметена како година на терористички напади, ужасот од улиците во Париз и Ница. Кои беа желбите за новата 2017 година? Како живее Турција победот за државен удар? Само да потсетам дека телевизија Нова беше да го проследи или случајно се најде на местото и известуваше и за овој настан. Како што заврши старата, така започни новата. Крвав почеток на нова година во Истанбул. 39 луѓе беа убиени, а околу 70 ранети, кога вооружен напаѓач почна да пука кон присутните во ноќниот клуб Рейна, непосредно по нова година. Нападот кој беше опишан како терористички го извршил еден напаѓач. Во клубот имало меѓу 500 и 800 луѓе за време на нападот, а дел од гостите дури искокале во Босфорскиот канал за да избегаат од пукотниците. Телевизија Нова имаше и ексклузивна репортажа, така ли Вединовски, од самото место на настанот. Буквално пренесовме на гледачите што се случува во Турција. Па практично имавме среќа во таа несреќа да се најдеме на околу километар и пол или два од местото на овој масакар и практично, ако не се лажам, бевме втората телевизија во свет кој што имаше директно лимковско вклучување од пред клубот Рейна. Да ја погледнеме репортажата. Има некои работи кои не треба да ви се кажат. Едноставно се чувствуваат. Истанбул 2 дена пред нова година. Улиците на најголемиот турски град се преполни со полиција. Во воздухот лебди некое предчувство дека можеби нешто лошо ќе се случи. Само кратка прошетка низ историскиот дел на градот, во близината на Топкапи, на плоштадот Султан Ахмед, е доволна да се почувствува дека нешто можеби се подготвува, нешто лошо. Проблем за полицијата и присуството на новинарите. Кога не видоа дека снимаме, ни придоа и веднаш ни наредија да исклучиме камерата, затоа што ќе имало, како што ни рекао, проблеми. За професионален проблем. Професионален проблем. Ja. Tamam. Okey ama makine profesyonel. Ya. И покрај тоа што нема некоја специјално организирана новогодишна прослава, сепак
има раздвиженост на странски туристи, пред се ги забележавме во групи, поразговаравме неформално со нив и ни кажаа дека сите тие сакаат да стигнат до плоштадот Таксим и таму знаеме дека е најголемата концентрација на дискотеки, ресторани и кафичи, дека таму сакаат да ја проследат, да ја дочекаат новата година. На жителите на Истанбул и не им е до славење. По се изгледа и на власта. Има многу тешка година. Многу терористички напади, голем број жртви и еден неуспешен воен удар, во кој само за неколку часа 290 луѓе го изгубија животот, а повеќе од 1400 беа ранети. Овие настани оставија длабока рана во турското општество. Така и си ги објаснуваме бројните полициски рации кои се прават на дневна основа. Турските власти добили информација дека терористи ќе се обидат токму за нова година да изведат напад. Набрзо пристигна и веста дека во Анкара се уапсени десетмина борци на исламската држава, за кои имало докази дека спремаат напад. Безбедноста е крената на највисоко можно ниво. Три часа пред нова година решивме да го посетиме најфреквентното место во Истанбул, плоштадот Таксим. Комплетна полициска блокада. Вака наедноставно се објаснува призорот кој го видовме. Повеќе полицајци од цивили, туристи речиси да нема. Моментално се наоѓаме на плоштадот Таксим, местото каде што требаше да биде единствената не прослава, туку одбележување на новата година. Ова што го гледате во моментот што ви го пренесува снимателот, ја не сум го видел досега. Значи целиот плоштад е буквално под полициска опсада. Повеќе има полицајци него граѓани што дојдоа тука да ја прослават новата година. Може да покаже снимателот неговата десна страна, целиот плоштад е буквално се опколен со полиција, има дури и оклопни возила, брза помош. Ова предпоставувам дека се меркиш и имајќи во предвид дека Турција изминативе недели и целата измината 2016 година беше мета на терористички напади. Меѓутоа, ова што се случува вечера во Истанбул е навистина личи безмалку како да се спрема и полициски час. Најавите што стигна дека се апсат припадници на исламска држава кои што планираат терористички напади токму за оваа вечерта за нова година дополнително ја подигна степенот на безбедност. Интересно беше и дека пред самиот физички влез на плоштадот Таксим има поставено полициски барикади каде што секој оној кој што сака да влезе тука да ја дочека новата година беше физички претресуван. Покрај тоа што навиду мислете дека полицијата држи ситуацијата под контрола, не помина многу време и се случи тоа од што сите стравуваа. Silahlar. Bu abi bu. Ben bunu silah sıkarken gördüm abi. Efendim abi. Baba çekme Allah aşkına çek. На само 150 метри од полициска станица терорист успеа да влезе во елитниот ноќен клуб Рейна и да направи вистински масакар. Масакар буквално под мостот што ги поврзува Европа и Азија. 10-минутен пекол. Епилог 39 мртви, 69 ранети. Дел од посетителите во обид да се спасат скокаат во леденото море. Полицијата за брзо време пристигнува. Луѓето од морето се извлекуваа со чамци. Терористот хладнокрвно успеа да избега. Ben bunu silah sıkarken gördüm abi. Efendim abi. 1 јануари, по неколку дена дошли снег, конечно сончево утро во Истанбул. И покрај тоа што после 3 дена во Истанбул изгреа сонце, тоа не изгреа за 39 луѓе кои вчера го изгубија животот во клубот Рейна во областа Бешикташ во европскиот дел на Истанбул. Градот како се уште да не е свесен што му се случи. Тргнавме кон Рейна. Во Бешикташ поминавме покрај стадионот веднаш до местото каде што пред само неколку недели се случи друг терористички напад. Улицата пред клубот е блокирана. Голем број новинари и уште поголем полицајци. За неколку часа ни дозволија да го снимиме клубот.
Последните информации говорат дека од тие што се ранети 4 луѓе се во критична состојба. Она што е најсимптоматично или уште што е нејасно како успеа напаѓачот да избега од полицијата. Се појави и видео снимките на кои што се гледа дека како тој влегува со автоматска пушка во клубов што го гледате прекријан со плава церада, тој е практично влезот на клубот, притоа пукајки во полицаец кој бил пред клубот, во обезбедувањето, убивајќи ги и потоа непречен од никој влегува внатре во клубот и го извршува практично оној масакар, пошто и покрај огромното полициско обезбедување успеа да избега. Доколку мета на тој напад е војската или полицијата, тогаш најверојатно позади тој напад стојат курдите. Меѓутоа, додека цел или мета на овие терористички напади се цивили, тогаш сосема е известно дека Исламската држава е организатор и претпоставувам и нарачател на овој терористички напад. Историјата како да се повтори. Новата година започна како што старата заврши. Председателот Ердоган веднаш по нападот кажа дека против тероризмот ќе се борат до крај. Државата веќе троши огромни суми на пари за армијата и полицијата, а приходите, особено од туризмот, значително опаѓаат. Токму тој највеќе ги загрижува граѓаните. Вела дека повеќе не се го препознаваат градот како место на милиони стекни туристи. Но јас не знам што сакаат тие од нас, без оглед која религија сме, која раса ние овде живееме во Истанбул. Ова е голем град и голема земја. Скоро 22 милиони живеат овде. Така што не знам, некој изгледа на вистина не сака да бидеме стрекни и безбедни, но животот продолжува понатаму. Се надевам наскоро ќе бидеме безбедни и полицијата ќе се погрижи за тоа. Голем број хотелиери решија токму за оваа нова година цените да ги намалат и до 60%, за да дојдат што повеќе странски туристи. Знаат дека нападот дополнително ќе им го отежне бизнисот. Веруваат дека овој хорор за нив, но и за цела Турција набрзо ќе заврши. Се надеваат дека нивниот град повторно ќе биде мека за милиони туристи кои безгрешно ќе уживаат во Истанбул. Градот кој директно и символички ги поврзува Азија и Европа. Tamam bir saniye arkadaşlar bir saniye müsaade et bir saniye. Lütfen işimizi yapalım abi. Tamam. Во 2016 година светот го раздрма и новиот председател Доналд Трамп на Соединетите Американски држави. Во 2016-та бевме во Њујорк и одблизу ги следевме изборите, а во 2017-та повторно екипа на телевизија Нова беше во Америка на 19 јануари. Ани токму тој ден наша екипа од лице место ја следеше инаугурацијата на Доналд Трамп. Каква е традицијата? Кој се беше присутен и какви се очекувањата на американците, меѓутоа и на светот? Што е ова новинарите на телевизија Нова гледаме продолжение? Според традицијата, секогаш новоизбраниот председател ноќта пред инаугурацијата ја поминува токму во оваа куќа, која што е наменета за видни гости, посетители, председатели на други држави кога ќе доаѓаат на посета и средби со председателот во Белата куќа. Блеар Хаус се наоѓа во склопот на Белата куќа и Трамп, како што кажав, токму одовде се упати кон националните гробишта во Арлингтон и со тоа практично започна целата церемонија на инаугурација. Кажав и во предходното јавување за вестите на телевизија Нова, Вашингтон е целосно блокиран, особено оние 7 километри квадратни во реонот каде што ќе се случува целата церемонија утре, започнувајќи со утринската молитва, а потоа и давањето заклетва, која што привлекува најмногу внимание секако. Парадата, традиционалната парада по авенијата Пенсилванија се до Белата куќа. Освен во Турција, Видиновски и околните земји на кои што бевме редовно присутни, телевизија Нова не се ограничи. Ги посетувавме буквално сите и најдалечните земји за да известиме како што е ред. Бевме и во Египет. Го следевме од прва рака форумот што на високо ниво се одржа во Каиро, а во организација на Александриската библиотека и на Меѓународниот центар Низами Ганџави.
Председателот Ѓорѓе Иванов, освен на форумот, предстојуваше и во официјална работна посета на Египет. Се сретна со својот колега Абдел Фатах Ал-Сиси, со кој што констатираа дека односите меѓу двете земји се развиваат во духот на пријателството и меѓусебното разбирање, но и почитување. Еве го известувањето на телевизија Нова. Отворена е можност за меѓуармиска соработка, за размена на искуства и знаења и за можност за заедничко учество во мировни мисии, но најмногу околу разузнавањето, па сепак и во оваа средба најдена е можност да се разговара и за една правна рамка за овие, како што рече ти, со дипломатски речник, добри односи меѓу двете земји, да се најде можност да се подлабочи таа врска и на економски и трговски план, па и во областа на туризмот и културата, особено во туризмот, ако се знае дека Египет една од значајните трговски економски гранки е туризмот. Бевме и на Светскиот економски форум за Блискиот Исток и Северна Африка, кој се одржуваше во Аман, Јордан. А овој економски форум е еден од најважните економски форуми во светот. На него учествуваа над 1000 политички лидери и представници од бизнис секторот од повеќе од 50 на држави, меѓу кои кралот на Шпанија, ирачкиот, египетскиот председател, високиот представник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика и заменик председател на Европската комисија Федерика Могерини, комесарот за проширување на Европската унија Јоханес Хан. Затоа и телевизија Нова беше таму. Јордан практично е земја која е позитивен пример, која придонесува за стабилноста на Блискиот Исток, во интерес на Македонија да биде присутна на безбедносно разузнавачки, но и на економски план, изјави председателот на Републиката Ѓорѓе Иванов, кој беше дел од економскиот форум, а оствари средби со кралот на Јордан Абдула II. Репортерката Александра Спасевски и снимателот Церел Ристевски го следија форумот. Да видиме еднодневните известувања. Имаше испратено многу пораки пред се за влијанието, односно развојот на Јордан во Блискиот Исток, како и мигрантската криза. Меѓутоа, јас би издвоила неколку поенти од посетата на председателот Иванов. Тој оствари средба со кралот на Јордан, неговото височество Абдула II. Она што беше истакнато е дека во наредниот период ќе се работи на зголемување на соработката помеѓу Македонија и Јордан, пред се во делот на комуникациите, односно во делот на разузнавањето. Председателот Иванов истакна дека со кралот на Јордан ова не им е прва средба, тие имале средба на последниот состанок на Обединетите нации, каде што веќе си започнати разговорите за поголемата соработка во делот на разузнавањето. Со овие билатерални средби заврши и посетата на Иванов во Јордан, како и учеството на Светскиот економски форум за Блискиот Исток и Северна Африка. Македонија беше дел и од манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил во Рим и Ватикан. Таму беше и телевизија Нова известувајќи за средбите на македонскиот председател Ѓорѓе Иванов со папата Франциско. Нашата камера ја забележа посетата на базиликата Свети Климент во Рим, каде председателот Иванов положи венец на гробот на Свети Кирил. Посетата на базиликата Санта Марија Маџоре, каде на негова иницијатива во знак на благодарност од името на целиот македонски народ, во 2015 година беше поставена спомен плоча на македонски јазик во чест на словенските просветители браќата Свети Кирил и Методи, како и средбата и положувањето свеќе во базиликата Сан Паоло на гробот на апостолот Свети Павле. Унапредувањето на соработката меѓу Република Македонија и Ватикан, предизвиците од мигрантската криза и предизвиците со кои што се соочува христијанството во светот биле темите на кои што разговарале Иванот и поглаварот на Римо-католичката црква папата Франциско. Еве го известувањето на телевизија Нова. Македонската црква припаѓа на православниот свет, но историските врски на Македонија се силни и со Ватикан. Она што најмногу не поврзува е секако Свети Кирил, еден од создавачите на глаголицата. Неговиот гроб се наоѓа во рано христијанската базилика Сан Клементе или Свети Климент. Таа именувана по папата Климент I, кој бил на престолот во првото столетие од новата ера. Во 816 година Свети Кирил го пронашол телото на Свети Климент во Крим. 6 години подоцна тој заедно со неговиот брат Свети Методи биле поканети од страна на тогашниот папа да ги донесат останките од овој папа во Рим. По пристигнувањето телото на Климент било свечено погребано во оваа црква. По неколку години во Рим починал Свети Кирил. Методи неговиот брат побарал дозвола неговото тело да биде вратено во Македонија, но папата не дозволил, па така телото на Свети Кирил било погребано во оваа црква.
Денеска пред гробот на Свети Кирил редовно се одржуваат литургии на кои присуствуваат државниците и свештениците од главнословенските земји. На него, меѓу другите, стои плоча со благодарност од македонскиот народ. Сан Клементе не е единствената црква што се поврзува со Свети Кирил. Исклучително важна е и црквата Санта Марија Маджоре, во која во 868 година папата Адриан II ги осветил донесените книги во Рим од светите браќа Кирил и Методи. Од пред 2 години и во оваа базилика има плоча во знак на благодарност од македонскиот народ на иницијатива на председателот Иванов. На тоа место се осветени од тогашниот папа книгите на словенски јазик, светите книги на словенски јазик. А и во токму во таа базилика е прв пат во Рим службата изведена на словенски јазик. И таа затоа е од многу големо значење и успеавме после многу години напори да искажеме благодарност од македонскиот народ на тој чин и тоа дело на светите браќа Кирил и Методи, и затоа е поставена плочата на која кога доаѓаме во Рим и се поклонуваме и да остане исклесана во камен, што се вели благодарноста што ја имаме од делата на Кирил и Методи. По повод 24 мај, денот на светите Кирил и Методи, традиционално македонска државна црковна делегација и годинава беше на аудиенција ке папата Франциск во Ватикан. Унапредување на соработката меѓу Македонија и Ватикан, предизвиците од мигрантската криза и предизвиците со кои се соочува христијанството во светот биле темите на разговор. Колку е голема улогата на Светиот Отец кога ќе каже за некоја земја, кога ќе спомне и кога ќе искаже надеж за ова состојба во која се наоѓа целиот свет. И дека навистина две идеи се тие што мобилизираат луѓе. Стравот и надежта. Дека сме изложени на страв од сите страни, стравот ги менува чувствата на луѓето, предизвикува кај нив емоции, затвореност и страв, а дека надежта се помалку има, но дека неопходно е и Светиот Отец да придонесува кон подигање на надежта на луѓето за да овој живот во овој суров и тежок 21 век да што побрзо биде надмината, за да влеземе како човечка цивилизација во период на нормалност и период кога секој ќе има желба и можност за потрага по среќа. Предизвик за секој новинар Евединовски да следи настани каде што се инволвирани клучни фигури, политички фигури или бизнис фигури од светот, познати луѓе. Телевизија Нова имаше можност одблизу и Путин да го сними, така? Имавме таа можност и мислам дека добро искористивме. Токму така. Телевизија Нова ја следеше историската посета на Русија и средбата на Иванов со Путин во Москва. Секако телевизија Нова беше таму неколку дена. Освен средбата со председателот на Руската Федерација Владимир Путин, ја проследивме настанот на кој председателот Иванов беше одликуван со наградата неговата светост патриарх Московски и на цела Русија Алексеј II за 2016 година. Тоа што за многумина беше импресивно е дека наградата му ја врачи лично патриархот на Руската православна црква Кирил на свечена церемонија која што се одржа во храмот Христос Спасител во Москва,
Можеме да погледнеме како изгледаше тоа. Средбата со рускиот претседател Владимир Путин беше главниот настан во оваа дводневна работна посета на претседателот Ѓорѓе Иванов овде во Москва, но поводот за неа беше наградата што вчера му беше врачена. Станува збор за наградата Патриарх Алексеј II, што се доделува за неговиот придонес за единството на православните народи. Претседателот Иванов утрово присуствуваше и на божествената литургија со која чинно се учествуваше патриархот актуелен на руската црква господин Кирил. Денеска се разбира и тука се празнува Кирил и Методи. Ова беше главниот настан што се одржа исто така во храмот Христос Спасител, еден од главните храмови во Москва. Минатата година ни да чинам 3 пати имаме можност да бидеме во Унгарија, 3 пати како дел од официјална македонска политичка делегација. Прв пат бевме чинам во мај со претседателот Ѓорѓе Иванов, кој што беше во официјална посета на таа земја. Се сретна со својот унгарски колега, меѓутоа и со премиерот Орбан и со претседателот на собранието. Нормално констатирани беа традиционално добрите односи меѓу двете земји. Само еден ден пред пристигнувањето на Иванов во Будимпешта, мега интервју на претседателот во еден од најтиражните весници во Унгарија, во кое во детали тогаш ја објасни актуелната политичка криза во Македонија. Еве го известувањето на телевизија Нова од Будимпешта. Иванов кажа и дека македонското собрание треба час поскоро да се конституира. Тоа го кажа поради две причини. Првата е да може да се распишаат локалните избори, меѓутоа и втората да може собранието полноправно да одлучува и да ја продолжи кризната состојба на јужната граница. За потсетување на гледачите трае до 31 јуни. Вели дека мигрантскиот бран ни оддалеку не е завршен. Информациите говорат дека може тој да ни се повтори во уште посилен да биде, така што едноставно армијата мора да остане распоредена на јужната граница, со тоа и да биде продолжена кризната состојба на границата помеѓу Македонија и Грција. Екипи на телевизија Нова беа и во Софија и во Тирана, каде што ги следеа парламентарните избори и протестите против владата на Еди Рама. Албанската десница бараше негова оставка, од премиерот. Опозицијата го обвини Рама дека тој, но и неговата влада ја втурнале земјата во сиромаштија и корупција. Се бара пред времени избори кои што потоа и ги добија. Демонстрантите постави и шатори пред канцеларијата на Рама. Екипа на телевизија Нова известуваше директно од Тирана. Подржувачите на Демократската партија, која што го започна овој протест на 18 февруари, веќе 37 дена поред протестира против владата на Еди Рама, која што ја опишуваат како коруптивна. Протестите секој ден се случуваат пред канцеларијата на Еди Рама овде во Тирана, а 6 дена по започнувањето на протестот, Демократската партија исто така одлучи да ги бойкотира активностите на парламентот, а се заканува и да не земе учество на престојните парламентарни избори кои што треба да се одржат во јуни во Албанија. Според некои извештаи од медиумите кои што можевме да се информираме, на 18 март, односно пред една недела, демонстрантите пред канцеларијата на албанскиот премиер Еди Рама демонстративно запалија и кукла со неговиот лик. Можеа да се видат на улиците и транспаренти на кои што опишуваше дека Еди Рама е мафијата во државата, како и дека е финансиран од Сорос. Не помина избори Видиновски во регионот на кој што телевизија Нова не беше присутна. Беше и во Србија, така е започнавме практично годината. Околу 6,8 милиони граѓани на Србија избира нов шеф на државата. Фаворит беше тогаш актуелниот премиер Александар Вучич, кој според анкетите имаше поддршка од околу 50% секако од листата со право на глас. Како што се очекуваше, победи уште во првиот круг. Екипа на телевизија Нова, како што веќе кажавме, беше во Белград, од каде што известуваше како се одвиваше гласањето. Освен како се одвиваше гласањето, потоа ја проследивме нормално и свечената инаугурација на Александар Вучич за претседател на Србија на церемонијата во Палатата Србија во главниот град Белград. Таму присуствува околу 5000 гости, вклучувајќи и представници на повеќе од 60 странски делегации. Еве како изгледа овие известувања. До сега целиот изборен ден поминува релативно мирно. Пред околу 1 час Српската државна изборна комисија излезе со информација дека до 16 часот 36,8% од србите со право на глас секако го дале својот глас, односно го искористиле своето избирачко право. Традицијата, барем што се однесува дека во изборите во Србија, вели дека ова излезност ќе се зголемува како што ќе се приближува 20 часот, односно часот до кога ќе бидат практично отворени овие избирачки места. Единствена дилема во Србија што владее деновиве дали Александар Вучич ќе биде избран во првиот изборен круг или сепак ќе биде потребен и втори изборен круг, имајќи во предвид дека тој
кандидат има далеку поголема предност од своите против кандидати. Последните анализи на испитување на јавното мислење нешто пред изборите, значи пред неколку година покажува дека довербата има од 52 до 54%, така што ако овие прогнози се исполнат, сосема е веројатно да се очекува дека кој ќе биде новиот претседател на Србија, кој ќе влезе во зграда позади мене, ќе биде практично решено уште вечерва. Што се однесува за дали се мирни изборите, да, за сега не се забележени никакви нерегуларности или инциденти. Локалните медиуми јавуваат само дека некои лица не успеале да се најдат на избирачкиот список, а со тоа и не го исполниле своето право на глас, нешто што не е, да речеме вака, некој голем недостаток, имајќи во предвид дека над 6 милиони луѓе имаат право на глас, па така што според овдешните власти овие случаеви и се вообичаени. Што се однесува за другите два кандидати, според оно испитување на јавното мислење, втор на листата е Саша Јанковиќ. Околу 14% од србите кажале дека ќе дадат својата доверба под него, а трет на листата е поранешниот министер за надворешни работи Вук Јеремич. Од оние кандидати може што се поинтересни, можеме да го споменеме Војслав Шешел, тој исто така влезе во претседателската трка, меѓутоа предизборните рейтинзи се доста ниски за тој кандидат, се некаде околу 4%. Телевизија Нова Александар, како и секоја сериозна телевизија, освен за политиката, известува и за се она што е битно за Македонија и македонските граѓани, се случува надвор во светот. Токму затоа бевме и таму каде што градот Скопје влезе во најтесниот избор за наградата на Европската недела на мобилност. Нашиот главен град беше во конкуренција со португалската престолнина Лисабон, како и шведскиот Малме, кој на крајот ја зема и наградата. Тимот составен од независни експерти на вчерашниот настан кој што се случи овде во Брисел, сепак одлучи Малме да однесе наградата. Најмногу реализирани проекти сметаат дека има овој шведски град, иако Скопје доби големи пофалби околу новите реализирани проекти од областа на јавниот транспорт, набавката на локалните власти на електромобили, многу велосипедски патеки направени, многу надвозници и модернизација на инфраструктурата, нешто што го однесе Скопје во големото финале за престижната европска награда за мобилност во претходната година, односно проектите кои што се реализирани една година претходно. Председателски избори во Франција, бевме и таму. Овие избори за многумина беа избори кои ќе решат не само иднината на Франција, туку и на целата Европска унија и поредокот на Европската унија. Екипата на телевизија Нова, како што кажав, нормално беше и во Париз и одблизу известувавме за овие историски избори. Ани, ќе се согласиш дека после Брекзит овие беа навистина едни важни избори, бидејќи се определуваше патот на кој што ќе го фати една практично од најмоќните земји во Европската унија. Меѓутоа, граѓаните таму можеа да избират меѓу Емануел Макрон, проевропски лев-центрист, или пак за крајната десничарка Марин Ле Пен, која сакаше Франција, по примерот на Велика Британија, да излезе од Европската унија и да го стопира приливот на мигранти, посебно од муслиманските земји. Победата, како што се очекуваше, ја однесе Макрон. Овде двојно зголемено присуство на полиција со кучиња трагачи, особено околу Ајфеловата кула, каде што во моментов се наоѓаме. Нашата екипа не и беше дозволено да направи ова вклучување во живо со сталак. Тоа е дел од опремата на која што се држи камерата, поради, ни рекоа, поради безбедносни причини и малку минути ни дозволија да направиме вклучување во живо. Локални избори во Албанија. Телевизија Нова секако директно ги проследи и директно известуваше од Тирана. 4 дена, анализи, комбинаторики и секако резултатите. Победата ја однесе тогашниот и сега актуелниот премиер Еди Рама. Тоа што беше карактеристично е дека кампањата помина прилично валкано, ако се земат в предвид навредите и клеветите кои против кандидатите си ги упатуваа секојдневно на предизборните митинзи. Тоа што ќе остане запаметено е дека Еди Рама беше обвинет од опозицијата дека наводно бил најголемиот дилер на дрога во Албанија. Таму бев и јас како ваш репортер, заедно со снимателот Игор Чадиновски. Две работи се карактеристични за овие избори, а тоа е многу слабата излезност. Неверојатно, според оние неофицијални резултати ќе биде и под 50%. Меѓутоа,
и големиот број инциденти и неправилности што се случија. Практично тој го одбележа денешниот изборен ден овдека во Албанија. Уште рано утринава во едно од гласачките места во Тирана настанала тепачка меѓу членовите на избирачкиот одбор, пристигнала полиција, гласачкото место беше затворено неколку часа, значи гласањето беше комплетно во прекин, додека секако полицијата не си ја заврши својата работа. Најтешкиот инцидент се случи пред околу 5 часа на западот во Албанија, на еден приморски град, каде што еден активист на Демократската партија бил нападнат од 10 луѓе, притоа било и пукано од него, значи станува збор за вооружен инцидент. Лицето во кое што било пукано е надвор од животна опасност, секако му се санираат повредите во локалната болница. Во Турција вриеше по обидот за пуч. Апсења го одбележаа почетокот на годината, но на средината на годината уште еден настан предизвика светско внимание, а и вниманието на телевизија Нова. Референдумот за зголемување на властувањата на турскиот председател. Тогаш турскиот народ донесе историска одлука со тоа што кажа да на уставните промени на уставот, со кои се зголемуваат надлежностите на председателот, во овој случај на председателот Ердоган. Исходот од референдумот сепак беше многу тесен. Имаше и контраверзии кои што се јавија, велат некои дека тој беше дури и наместен. Како и да е, после ова немаше некоја голема истрага која што ќе докажеше дали референдумот беше спроведен како што треба според меѓународните стандарди или не. Како и да е, телевизија Нова беше тамо. Да погледнеме како известувавме. Па практично тие барам засега од оние информации што ги добивме се единствените инциденти, два одделни во кои што вкупно 3 лица го загубија животот, а 2 беа повредени и двата инциденти се поврзуваат со референдумот. Меѓутоа, она што вечерва е најважно овдека во Турција е дека пред околу 2 часа референдумот и официјално заврши. Затворени се сите избирачки места во Турција. Од оние првични неофицијални информации што успеаме да ги добиеме дека овој референдум помина релативно мирно, можам да кажам, освен овие жртви, имајќи предвид дека 55 милиони турци денеска имаа право да гласат, имаше и голема известност. Според први овие неофицијални резултати, околу 83,7% од турците го искористиле своето право на глас. Пристигнуваат и оние првични неофицијални резултати од преброени 1/5 или околу 19% од гласовите. Води Ердоган или неговата идеја за овие уставни измени, односно 62,93% од граѓаните, зборуваме до овие 90% обработени податоци, гласале за, додека 37,07% гласале против. Ова е, барем сега како што се движат аните резултатите, е дури поголем процент на граѓаните гласаат за, имајќи предвид дека анкетите покажуваат дека само 53% од турците рекоа дека ќе гласат за овој референдум, меѓутоа како што кажав, овие бројки и проценти се менуваат час в час, така што на секој буквално неколку минути се обновуваат. Ова се, да речеме, последните. Овдека медиумите кажа дека првите целосни неофицијални резултати ќе можеме да ги очекуваме во текот на ноќта, меѓутоа за официјалните секако ќе треба да почекаме до утре сутрина. Како што кажав, Александар, не мина избори во регионот каде што не бевме присутни и во Косово. Бевме, така е, во Косово се одржуваа предвремени парламентарни избори. Првата косовска влада на широка коалиција падна поради несогласување околу договорот за разграничување со Црна Гора. Практично тоа беше една од главна од темите и во предизборието. Изборите ги следаа над 30.000 домашни и меѓународни наблюдувачи, а тамо беше и екипа на телевизија Нова. Инаку овие првични прелиминарни резултати ги соопштија пред буквално неколку минути, така што во овие моменти може да се забележи дека тука во центарот на Приштина од време на време поминува една кола со развиорени косовски и албански знамења, секако прослава за победата најверојатно на Рамош Харадинеј. Дали со какав процент ќе биде таа победа се уште не се знае, а со тоа останува отворено прашањето дали неговата партија која што го поддржа ќе може сама да формира влада. Најверојатно ќе треба да се формира и коалиција од колку партии таа ќе биде сочината. Секако тоа ќе биде дел од оние постизборни математики кои што ќе се прават секако во наредните денови. Инаку карактеристично за денешниот изборен ден во Косово е дека помина навистина мирно. Неколку нерегуларности беа забележени, а тоа е некои гласачи ги фотографирале своите гласачки листа, имаше некои ситуации на агитација на гласачи, меѓутоа секако тоа не наруши сликата за исклучително
фер и регуларни избори. Секако официјалните информации и за излезноста, и за резултатот, и за тоа како помина сегде овие избори во сите изборни места во Косово, во сите градови, ќе треба да знаеме, треба да почекаме до утре, да дочекаме да ги видиме и официјалните резултати што ќе бидат соопштени од Централната Косовска изборна комисија. Што се однесува до граѓаните, тие секако имаат очекувања од овие избори. Косово е една од најсиромашните држави во Европа, има криминал, има корупција и граѓаните навистина сакаат, очекуваат и заслужуваат подобар живот. Велат дека и во предизборието главните политички партии повеќе се занимавале со национални прашања, а оние екзистенционални секојдневни проблеми на граѓаните биле некако ставени во втор план. Екипата на телевизија Нова присуствуваше тука во Приштина во текот на целиот ден, направиме анкети и луѓето кои што зборува пред нашата камера практично го потврдија тоа. Секако дека се разочарани што економските прашања беа во втор план, а националните беа во прв план. Безбедносна и прекогранична соработка, енергетско поврзување беа дел од темите на кои што се разговараше на квадрилатералната средба во Солун на министрите за надворешни работи на Македонија, Грција, Албанија и Бугарија, односно Никола Димитров, Никос Кодзијас, Дитмир Бушати и Екатерина Захариева. Средбата се одржа на иницијатива на грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас, а телевизија Нова извештуваше во живо од Солун. Ова е втора ваква средба која што се случува по иницијатива на грчкиот министер за надворешни работи. Ќе бидат повеќе теми на разговор. Она што е најважно за нас е дека ќе се решава, односно ќе се гради еден заеднички став на овие 4 земји како во иднина да се справиме со евентуалните предизвици кои што би можеле да дојдат со веќе најавениот втор мигрантски бранд. Значи безбедноста на овие земји, справувањето со овој предизвик ќе биде во фокусот на разговорите. Токму и затоа министрите за надворешни работи на овие 4 земји се придружени практични од министрите за внатрешни работи. Тие секако во рамките на оваа дводневна средба овдека во Солун ќе имаат можност да разменат искуства, меѓутоа уште повеќе да направат една заедничка стратегија како во иднина да се справат со безбедносните предизвици. Иднината на регионот е тема на состанокот на кој учествуваа владени представници од Македонија, Грција, Албанија и Бугарија повторно во Солун. Од околу се начна и малку и името. За решение на она што не разделува, потребно е да се најдат работи што не поврзуваат, изјави тогаш министерот за надворешни работи Никола Димитров по средбата со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас во Солун. Еве како изгледаше тоа. Решение за името па членство на Македонија во НАТО. Ова е практично и главната порака што денеска стигна овдека од Солун по трилатералната средба помеѓу грчкиот премиер Ципрас, бугарскиот Борисов и српскиот претседател Вучич. Практично со ова уште еднаш се потврди веќе и познатиот и добро деклариран став на Грција дека нема да дозволи Македонија да стане членка на НАТО додека не се најде спорот со името. Ова е практично иста порака или став што го кажа уште пред помалку од месец дена и грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас, кој по средбата со македонскиот министер за надворешни работи Димитров, исто така кажа дека првен ќе биде можно да се најде решение за името, а потоа земјата ќе стане членство на НАТО. Практично со ова иста порака сега доаѓа на едно повисоко ниво од страна на премиер, на ниво на премиер, и практично можеби се уриваат сите оние надежи кои што можеби беа кај дел од македонските политичари дека со една добра волја, со една позитивна дипломатија на земјава сепак ќе биде дозволено да влезе во НАТО под референцата ФИРОМ. Уште една работна посета на претседателот Ѓорѓе Иванов во странство. Овој пат беше на самитот на шефови на држави и влади на земјите учеснички во процесот за соработка во Југоисточна Европа, што се одржа во прекрасниот Дубровник. Иднината на регионот мора да се бара со соработка, беше заклучено на истиот самит. Тамо беше колешката Јана Јосифовска, да видиме едно од нејзините известувања. Председателот на Република Македонија попладнево со свое обраќање на самитот на шефови на држави и влади на земјите учеснички во процесот за соработка на Југоисточна Европа тука во Дубровник. Потребно е нова енергија за регионална соработка, потребни се нови проекти, меѓутоа исто така што поголема солидарност и взаемна доверба. Ова се главните пораки кои што шефот на државата Ѓорѓе Иванов ги испрати
сврти попладнево во своето обраќање на самитот тука во Дубровник. Според председателот Иванов, потребни се и инфраструктурни проекти во регионот, меѓутоа и што поголема комуникација на младите од регионот за поголеми бенефити, како што истакна, и секако една од најглавните точки евроатланската перспектива како и на Република Македонија, така и на останатите земји од регионот кои што се уште не се интегрирани во ЕУ и во НАТО. Иванов беше дециден во својот говор, во своето обраќање пред лидерите од регионот, дека е потребно секоја земја да се сврти кон себе и да даде што поголем придонес за заедничка соработка и како во евроинтеграцијските процеси. Само неколку недели подоцна, малку посеверно, состанок на лидерите од Брдо Бриони процесот се одржа во Брдо крај Кранј, Република Словенија. Учествуваше и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, а таму беше и екипа на телевизија Нова. Еве едно од известувањата за тоа што се разговараа лидерите. Секогаш кога се случувало Западниот Балкан да биде запоставен од Европската Унија, се појавувале проблеми. Предпоставува дека бил случајов и сега. Вели дека многу проблеми започнуваат во Балканот, меѓутоа се решаваат во Европа. Вели дека на Македонија мора да се даде силна порака и цврста дека вратите на Европската Унија за нашата земја остануваат отворени. Вели дека тоа ќе добие дополнителен стимул за сите оние реформи што треба да ги направи државата, меѓутоа пред се треба Европската Унија да покаже и на дело, не само декларативно, дека сака да ја види и Македонија како дел од големото европско семејство. Бевме во Сараево, ја следевме првата официјална посета на Босна и Херцеговина на премиерот Зоран Заев, кој во Сараево беше придружуван од 5 министри од неговата влада. Соработката во област на земјоделството и културата, патување меѓу двете земји само со лични карти, можна авионска линија Скопје-Сараево и обратно. Ова беа главните поенти од средбите. Конечно ќе го потпишеме договорот за патување со лични карти. Ќе потпишеме неколку економски договори и договори од областа на трговијата помеѓу двете земји, но верувам дека ќе има уште неколку подготвени работи кои што се согласно доволно мотивираните министри да ги направат. И за нас е многу важно да и овде од Сараево, како што објавивме од Подгорица, дека тројцата премиери на трите влади ставивме свој подпис на писмо кое што ќе биде испратено до сите компании кои што работат во делот на авиопревозот на целиот овој регион, да ни испорачат понуда за воспоставување на авионска линија Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина или Сараево, Подгорица, Скопје. Бевме и во Барселона и освен што известувавме за настаните таму, ви прикажавме и дел од секојдневниот живот на овој град. Во Барселона отидовме со повод. Го следевме форумот Кран Монтана, на кој се зборуваше за производството на енергија, климатските промени, мигрантската криза, заекнувањето на улогата на жената во општеството и можностите за соработката на Медитеранот, Африка и Блискиот Исток. Председателот Ѓорѓе Иванов, придружувана од неговата сопруга, првата дама Маја Иванова, престојуваше во работна посета на кралството Шпанија. На сопругата на македонскиот председател и беше доделена награда Златен медал на форумот Кран Монтана за незините активности, проекти и иницијативи од хуманитарен карактер. Првата дама на Република Македонија или господјата Маја Иванова ќе добие златен медал за заслуги за хуманитарните активности што таа ги спроведува во светски рамки. Познато е дека тоа се случува и кај нас, но не само и кај нас, туку и во светски рамки. Токму поради тоа првата дама, како што споменав, господјата Маја Иванова, ќе го добие утре на затворањето на овој форум, на овој самит, златниот медал за достигнувања активности во хуманитарни организации и цели. Она што се случуваше вчера на самитот Кран Монтана. Споменав дека се отвори самитот. Темата на овој самит е како до подобар свет. Да се изгради похуман и похуман свет беше целта на форумот. Токму на отварањето на форумот своје обраќање имаше и македонскиот председател Ѓорѓе Иванов. Председателот Ѓорѓе Иванов повторно на службен пат во Брисел се сретна со првиот човек на Европскиот совет Доналд Туск, на кој побара нов импулс и испраќање на позитивна порака во насака на деблокада на интеграцијата на Македонија во Европската Унија, како и почеток на пристапните преговори за членство.
Неизбежно едно од темите беше и проблемот со мигрантите. Председателот Иванов кажа дека земјава има големо искуство од изминатиот период, односно за начините на кои што би се справила со евентуален нов мигрантски бран. Средбата меѓу председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и председателот на Европскиот совет Доналд Туск веќе е завршена, пред малку заврши овде во Брисел. Средбата беше од затворен тип. Председателот Ѓорѓе Иванов и председателот на Европскиот совет Доналд Туск разговарале за неколку теми. Така барем не информираше по завршувањето на средбата токму председателот Иванов. Во фокусот на средбата како побрзо Македонија да интегрира, односно да се одблокираат пристапните преговори за влез во Европската Унија. Во фокусот на средбата исто така и случувањата на Балканот. Туск го интересирало и сакал да дознае од македонскиот председател кој е ставот на Македонија во однос на случувањата во Србија и во Босна и Херцеговина, а пак Туск го информирал македонскиот председател за случувањата во Европската Унија во однос на Брекзитот и на случувањата во Каталонија. Председателот изминатата година го посети и Лондон. Освен таму што имаше средба со политичари од Обединетото кралство, се истакна и се запамета и неговото предавање пред тамошните студенти. Помирувањето, толеранцијата и почитување на различностите и глобалната миграција. Ова беа дел од централните теми на кои што се осврна председателот Иванов пред студентите на Оксфордскиот универзитет во Лондон. Таму секако беше и екипа на телевизија Нова, еве еден од извештаите на колешката Јана Осифовска. Доста моќен говор и настап имаше председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов пред членовите на престижната и една од најстарите кралски институции Чатам Хаус. Имено Иванов во подолг говор пред членовите и пред модераторот на настапот говореше на тема за миграциите и безбедноста, односно научените лекции со кои што всушност Република Македонија најмногу се соочи во 2015 година, кога не зафати на нашата граница оној голем бегалски бран. Иванов во еден искрен настап, можам да кажам, пред членовите и сите заинтересирани лица пред британците истакна дека нашата земја многу соодветно и со сите сили и можности се справила во однос на овој бегалски бран. Меѓутоа, како што рече, факт е дека Европската Унија и сите институции и нејзините служби потврлиле и не биле доволно подготвени за ваков бегалски бран. Владина делегација предводена од премиерот Зоран Заев беше во Будимпешта на 6-тиот самит на шефови на влади на процесот за соработка со Народна република Кина и со земјите од Централна Европа. Таму бевме и ние, екипата на телевизија Нова секако. Заев имаше средба со премиерот на Народна република Кина и со премиерот на Унгарија Виктор Орбан. Екипата на телевизија Нова беше во Будимпешта, а зашто известувавме за сите случувања на самитот? Еве само дел од нив. Па може да очекува воспоставување на добри бизнис релации со многу реномирани компании од Кина, меѓутоа и може да искористи за бројни билатерални средби со премиерите од Централна и Источна Европа. Според протоколот кој што е најавен во текот на утрешниот ден и покрај тоа што самитот утре ќе биде завршен, премиерот Заев останува дека во Будимпешта и ќе има билатерални средби со својот унгарски колега Виктор Орбан, меѓутоа и со кинескиот премиер. Од тоа што го дознаваме дека покрај со двајцата председатели на влади, македонскиот премиер Заев ќе има и средби со својот бизнис тим, придружуван од неколку бизнисмени, меѓутоа и од министри во владата, кои што се за економски прашања и министерот за економија, ќе разговараат за можностите за инвестирање и соработка со неколку кинески компании. Александар, она што најмногу ги интересираше македонските новинари во изминатата година беше и името, односно сите преговори. Почнаа малку други сигнали да се даваат, се зачестија преговорите, имаше повторни средби со преговарачот. Практично втората половина на годината веќе што изминува или ќе измине, името практично се исфрли како еден од приоритетите за државата. Не дека не бил и порано, меѓутоа сега е поактуелно. Меѓутоа според сите најави што пристигнуваат и од македонската влада, и од грчката влада, меѓутоа и од медијаторот Нимиц,
па и меѓународната заедница и повлијателните земји се дека до април следната година ќе се направи можеби еден конечен обид овој повеќе деценijски спор конечно да биде решен. Телевизија Нова со сериозност го следи ова прашање, тоа не само за она што се случува во Македонија, него и насекаде низ светот. Екипата на телевизија Нова беше и во Брисел на преговорите за името. Прва средба по 3 години пауза помеѓу Нимиц и преговарачите на Умовски и Василакис. Средбата, како што најави канцеларијата на Нимиц, е дел од напорите на Обединетите нации да им се помогне на двете страни да најдат заеднички прифатливо решение за прашањето на името. Токму медијаторот Нимиц неодамна во изјава за независната балканска новинска агенција ИБНА кажа дека ќе даде нов предлог, но кога ќе смета дека е најдобро време за тоа, гледа добра волја кај двете страни да се најде решение, а се надева дека ќе бидат надминати така наречените црвени линии, подставени и од Скопје и од Атина. Еве како мина средбата видена преку објективот на ТВ Нова. Името е поврзано со идентитетот, затоа и се што разговараме е поврзано со идентитетот. Затоа е ова многу чувствително прашање. Оцени денеска по двочасовната средба тука во Брисел медијаторот Нимиц. По 3 години тој на една маса ги собра преговарачите на Умовски и Василакис. Прва посета на македонски претседател на Латинска Америка и нормално екипа на телевизија Нова беше таму. Со највисоки државни и војни почести, претседателот Ѓорѓе Иванов беше примен во Бразилија од својот бразилски колега. Нашиот претседател во изјава за ТВ Нова истакна дека отварањето на амбасадата во Бразил го отвара патот за поинтензивна соработка со оваа најбрзо растечка економија во светот. Иванов разговараше и со бразилските парламентарци, тој разговараше за напредување на соработката на двата парламенти. Исто така тој додава дека отворената македонска амбасада уште повеќе ќе придонесе за сближување на двете земји. Добар ден од Бразилија и поздрав до гледачите на телевизија Нова од центарот на Бразил. Со највисоки државни почести денеска во Бразилија беше дочекан и примен шефот на македонската држава Ѓорѓе Иванов од неговиот бразилски домаќин Мишел Темер. Тие разговара за билатералните односи помеѓу двете земји, за отворањето на можноста за засилена соработка токму помеѓу Македонија и Бразил. Во изјава за телевизија Нова, македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов рече дека отварањето на македонска амбасада во Бразилија го отвара и патот за поголема соработка со Бразил, држава со најбрзо растечка економија, членка на БРИКС и членка на Г20 како и стратешки партнер на Европската Унија. Шефот на македонската држава спомена дека се почнати преговори за соработка. Како прв чекор ја спомена укинатата, односно визната либерализација, како што е познато од крајот на 2016-та. Државјаните на Македонија може без виза да патуваат за Бразил. Да слушнеме што друго рече македонскиот претседател од овде, од Бразилија. Навистина представуваше голема чест да се биде во ова прва официјална посета на македонски претседател на Бразил. Како што знаете, поводот е отварањето на нашата прва амбасада во Латинска Америка. Навистина средбата со мојот домаќин претседател на Бразил беше навистина содржајна и конструктивна, што отвара можности за идна соработка. Затоа што со самото испраќање на нашиот амбасадор минатата година ние постигнавме да имаме визна либерализација за нашите граѓани, значи да се симнат визите на нашите граѓаните од Бразил. Двајцата претседатели на свечениот ручек на здравија во име на пријателството помеѓу Македонија и Бразил. Бразилскиот претседател истакна дека ова е историски ден за Бразил, бидејќи токму во посета на неговата земја доаѓа прв македонски претседател кој воопшто и во посета на Бразил, но и на Латинска Америка. Тој се надева дека токму посетата на македонската делегација предводена од претседателот Иванов ќе отвори пат за засилена соработка помеѓу двете земји, пред се за извоз и за силни економски релации. Да слушнеме дел од неговата изјава. Ја потикнавме стопанската соработка, бидејќи е веќе поднесена до институциите во Бразил правната рамка за регулирање на билатералните односи. Разговаравме и за досегашна соработка што имаат наши компании, поединци во Бразил и можностите кои ги нуди Македонија за да можат бразилските компании да бидат присутни во нашиот регион.
Инаку ние имаме извонредна мултилатерална соработка. Македонија секој пат ги поддржува кандидатурите на Бразил и исто така Македонија е во групата што ги поддржува иницијативите на Бразил за реформи на Советот на безбедност на Обединетите нации. Инаку Бразил, како што знаете, е една од најбрзо растечките економии во светот, таа е членка на G20 групата, членка е на БРИКС и отвара огромни можности за културна соработка, и научна соработка, и соработка во сите области. Шефот на македонската држава во здравицата пред присутните рече оти очекува ист ваков потек од страна на бразилскиот председател, односно на Бразил. По отварањето на македонска амбасада во Бразилија се очекува и Бразил да повлече потек и да отвори амбасада во Република Македонија. Во живо сме од Бразилија, токму зградата зад мене е седиштето на Министерството за надворешни работи на Бразил, каде што бразилскиот председател беше и домаќин на македонскиот, како што веќе ви посочив, разговара за засилена соработка помеѓу двете земји, за градење на пријателството и за нови економски сделки. За телевизија Нова од Бразилија, Билјана Василева Трендафилова и снимателот Целе Ристески. А Светиот Синод на Бугарската православна црква го разгледуваше писмениот предлог испратен од МПЦ, со кој се бара единство со возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква. ТВ Ново имаше своја екипа во Софија на состанокот на Синодот на БПЦ. На прашањето дали БПЦ ќе има силата да ја заштити Македонската православна црква пред останатите православни патријаршии и дали ќе ја прифати подадената рака од МПЦ, бугарскиот патријарх одговорил дека тоа е најмалку што може да се направи затоа што тие се наши браќа и наш народ и ќе се стремиме да го зачуваме неговото единство. Меѓутоа Александар сепак сите информации кои што дојдоа потоа немаше децидност дека Бугарската православна црква ќе даде автономија на Македонската православна црква. Практично сите условно кажано се израдуваа дека тоа е завршена работа, меѓутоа како што се развива овој настан, има се уште недоречености кои што во иднина ќе треба да се дообјаснат. Токму така да видиме едно од оние линкови кои што ги испратија нашите новинари кои што беа во Бугарија. Поздрав од Софија, почитувани гледачи. Еве, за да го личи ова редовно зимско заседание на Светиот архиерейски синод на Бугарската православна црква, кој почна денеска и ќе трае во наредните неколку денови, се погрижи снегот, кој овде во бугарската метропола интензивно паѓа уште од рано изутрината. Како што кажа во најавата Иван, врвот на Бугарската православна црква по неколкучасовна расправа, без некои нагли и неочекувани потези, одлучи да формира комисија. Таа комисија ќе преговара со Македонската православна црква и со останатите помесни православни цркви, а се разбира, предмет на преговорите ќе биде статусот на нашата Македонска православна црква. Одлуката е, би рекол, прилично дипломатска и не толку неочекувана. Пред да ја соопшти, епископот Мелнички Герасим го цитираше светиот апостол Павле, кој рекол, кога крвари еден член на телото Исусово, тогаш крварат сите незини членови. Кога пак слави еден член на телото Исусово, тогаш слават сите незини членови. Одлуката е, како што реков, дипломатска, можеби недоволно силна за да ги згрее срцата на една поголема група на верници, кои интелектуалци и потомци на славни историски личности, кои уште од рано изутрината се собраа пред зградата на Светиот архиерейски синод на Бугарската православна црква и би рекол со едно ортодоксно трпение на оваа снежна бура бдеја во знак на поддршка на својата бугарска црква, за како што тие сметаат таа да ја донесе историски најважната одлука и да искористи оваа историска шанса и да ја признае Македонската православна црква за своја керка црква и на тој начин да ја внесе во големото сестринство од помесните православни цркви. Предлагам тука да ја чуеме изјавата на генералниот секретар на Синодот на Бугарската православна црква и епископ Мелнички Герасим. Светиот апостол Павел учи за црквата, че е тяло Христово
Светиот апостол Павле не учи дека црквата е телото Христово и кога страда еден дел од телото Христово, страдаат и другите делови. Кога се слави еден дел, со него се радуваат сите делови. Светиот синот на БПЦ Бугарска патријаршија на заседанието на 27 ноември го разгледа писмото на македонскиот архиепископ Стефан, председател на Светиот синот на МПЦ. БПЦ Бугарската патријаршија никогаш не била рамнодушна кон страдањата на македонската православна црква, поради што ја разгледа ситуацијата и Светиот синот едногласно реши: ако МПЦ ја признае БПЦ Бугарска патријаршија за црква мајка, БПЦ го смета за своја света должност ангажманот да понуди целосна соработка, посредство и застапување пред помесните православни цркви, преземајќи се што е неопходно за утврдување на канонскиот статут на МПЦ. Бугарската православна црква, Българска патриаршија со сознание за својот свештен дълг. Ќе биде интересно да се слушнат реакциите кај нас во Македонија. Овде ваквата одлука, како што споменав неколку пати, е повеќе или помалку очекувана. Црковните аналитичари и познавачите на црковните прилики овде во Софија веќе почнаа да прават анализи. Дали со денешната одлука на Светиот синот на Бугарската православна црква почна да се расплетува балканскиот црковен јазол, или пак со денешната одлука тој уште повеќе ќе се замрси и ќе стане Гордиев. Едно е сигурно, по денешната одлука на Светиот архиерейски синот, односно по 9 ноември, кога МПЦ и пиша на Бугарската православна црква и побара духовно засолниште, ништо повеќе нема да биде исто за двете цркви. Ниту пак за српската, руската, романската православна црква се очекува реакција и на грчката православна црква, а секако и на Цариградската патријаршија. Коцката е фрлена, Рубикон е поминат. Но впрочем, во црквата од секогаш имало многу политика. Не гледам причина зошто и сега не би било така. 2018-та нели е најавена како година во која се очекуваат многу важни историски настани кои ќе пишуваат нов тек на историјата. Ве навративме на назад во ово отворено студио за тоа што се сработеа новинарите на телевизија Нова. Како што можевте да видите, секаде каде што се зборуваше за Македонија, но и за сите светски битни настани, телевизија Нова беше таму со своји екипи. Се трудевме да ви известуваме во живо за се што се случува. Се надеваме дека ќе имаме можност и следната година тоа да го правиме. Секако она што може да го ветиме на нашите гледачи е дека секогаш ќе известуваме први од местото на настанот, буквално да ја почувствувате веста. Токму така телевизија Нова останува посметена, ние новинарите и тимот на телевизија Нова секогаш останува на страната на вистинското новинарство, да ви информираме за се што се случува од местото на настанот во живо. Ова беше отворено студио телевизија Нова во светот изминатата година. Останете ни со здравје, благосостојба, мир и многу добри и убави настани во 2018-та. Се гледаме следната година. Тоа е тоа. Ајмо, супер. Задоволна? Да бе, топ, супер. Не се тргја носите. Ајбе и мене, одлично нешто. Се третпа да го преме, па ќе биде уште боље. Уште боље. Океј, готово? Да го зимаат тинџест.